февруари, ден четврток. Конечно си го дочекавме обилното снегче, затоа кривајте ролетните, венецијанарот што и да имате дома, тргнувајте завесите хитно и секако кафето во рака со убав амбиент, надвор снегче, дома топло и емисијата Сончевина 60 минути ќе ве забавува и денеска. Денеска интересни прилози од областа на семејството, здравието, убаво гостување од страна на модна креаторка и секако тука се многу те познати и интересни македонски музички numeri, како и хороскопот, занимливостите и така натака. Јас ви велам да останете 60 минути со мене, јас сум Ивана, вашиот домакин, а ова е фреквенцијата на телевизија Сонце. На самиот почеток, песна на Елвир Мекич, во која, во чиј видеозапис има многу снег. Уживајте! Под лицево што ми е стално насмејано, вешто сокривам јас едно друго расплакано. Тоа лице без јај, ретко јас го откривам, само кога сум сам и за тебе штом заплачам. Уште те има во секој мој здив, во ова срце од сите те скрив. Уште се плашам да признам дека и утре ке се разбудам сам. Уште во мојот дом стално стои отклучено. Ако наминеш ти, само влези си слободно. Уште твојата страна стои празна од креветот. Таму плачам за нас, кога луцум на животот. Уште те има во секој мој здив, во ова срце од сите те скрив. Уште се плашам да признам дека и утре ке се разбудам сам. Во секој мој здив, во ова срце од сите те скрив. Уште се плашам да признам дека и утре ке се разбудам сам.
Додека да ги повикаме и добиеме представници од Автомотосојузот и Хидрометеоролошкиот завод за да ни објаснат состојбата како на патиштата, така и современската прогноза, би сакала да ви прочитам некои интересни информации од областа на културата во Скопје и Македонија што се случуваат. Промовирани се 4 книги од професорот Томе Груевски. Професорот Томе Груевски објави 4 книги учебници кои ќе се користат како литература на соодветните предмети од наставната програма на студиите по новинарство, медиуми и комуникација при Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Учебниците се насловени како комуникологија, односи со јавноста, култура на говорот и историја на новинарството. Фино би било кога вака младите новинари и талентирани ќе се надградуваат со квалитетни предмети и професори. Автомотосојуз представник имаме на линија. Здраво до вас. Добро утро. Добро утро, повелете со вашите информации. Благодарам. Сообраќајот на сите магистрални и регионални патни правци утринава се одвива тежнато и во зимски услови со врнежи од снег низ целата република, освен во источниот дел. Забрани за тешки товарни возила има на патните правци Р409, Кракот Маврово-Дебар, правец Струга Ќафасан, Струга Дебар, Македонски брод Прилеп, преку планинскиот превој Барбарас, потоа планинските превои Стража, Буково, Ѓавато, Плетвар и Пресека. За сите останати моторни возила задолжителна е употребата на зимска опрема. На патниот правец Крива Паланка Дева Бајер зимска опрема е задолжителна за сите видови на моторни возила. Во сите возачи препорачувам исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движење и одржување на потребното растојание помеѓу возилата. Особено да се внимава на патните правци Катланово Велес и Дебар Струга, каде има почеста појава на одродни. Интензитетот на сообраќај е умерен на патните правци надвор од градските средини, а на граничните премини нема подолготрajни задржувања, освен последната информација која добивме од граничниот премин Богородица, дека и таму има забрана за тешки товарни возила. Подсетување до сите возачи за законската обврска за задолжително поседување на зимска опрема во возилата, која трае до 15 март 2012 година. Тоа би било се утринава од Амосам. Така, ви благодариме за јавувањето. Додека да добиеме и представник од Хидрометеоролошкиот завод, јас ќе кажам уште неколку сервисни информации. Меѓутоа, да се надоврзам на господјата, значи без зимска опрема нема мрдање повеќе и чекајте барем малку да се стабилизира овој пороен снег, за нели да потоа барем колку толку се средат улиците за вие да одиде слободно на вашите зимски рекреативни центри. Здраво, имаме представник или од Хидрометеоролошкиот завод, повелете? Да, добро утро. Добар ден, повелете со вашите информации. Значи за денеска се очекува претежно облачно време со повремени врнежи од снег со промелив интензитет. Преку денот ќе дува слаб до умерен ветер претежно од јужен и југоисточен правец. Највисоката температура денеска во Македонија се очекува да достигне некаде од -4 до околу 1 степен. И во Скопското подрачје ќе биде облачно со повремени врнежи од снег и со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата во Скопје денеска ќе достигне до околу -3 степени. И во текот на утрешниот ден ќе преовладува претежно облачно време, преку денот ќе има и кратки сончеви периоди, меѓутоа ќе има и повремени врнежи од снег со слаб до умерен интензитет и повеќе ќе бидат застапени, особено во југоисточните делови на земјава. Преку денот ќе дува умерен, а во западните делови и во Битолскиот регион до засилен ветер претежно од јужен правец. Температурата ќе биде во благо покачување и кон крајот на денот по јужните делови, односно во југоисточните, врнежите постепено ќе поминуваат во дожд. И в сабота се очекува претежно облачно време со повремени врнежи на повисоките места од дожд и снег и на некои места во западните делови од снег, меѓутоа во текот на денот во источните и југоисточните делови, па и во јужните, врнежите ќе поминуваат во дожд. Значи, ќе имаме едно известно затоплување, меѓутоа во недела во втората половина од денот, односно во попладневните часови, ќе почне да дува умерен до засилен северен ветер, со што ќе имаме уште еден прилив на постуден воздух, така да во наредната недела, односно во почетокот на наредната недела, ќе имаме повторно врнежи од снег, а потоа ќе имаме повторно студено време. Ви благодарам и вам за јавувањето. Ете, кога тогаш малце задоцни, но сепак ни дојде снегчето, февруари месец, денеска 2, романтичен ден.
Ајде сега следна информација. Сервисна актерката Добрила Чабрик по 55 години повторно во театарот. 85 годишната македонска актерка Добрила Чабрик се враќа на сцената на Македонскиот народен театар по цели 55 години со монодрамата Методот на мис Маргарита, чија премиера ќе се одржи на 4 февруари во 20 часот. Таа била член на ансамблот на МНТ во првите години од неговото постоење, односно од 1945 па се до 1957 година, пошто заминала во Белград, каде што во театорот Теразија играла уште 10 театарски сезони. Би сакале сите да ја погледнеме оваа прекрасна дама повторно на сцената, но сега следуваат минутите за хороскопот. Слушајте внимателно. Хороскопот со своите 12 зодијачки знаци, секој своја приказна за денеска, значи дневен хороскоп.
Одиме со една информација поврзана со македонската книжевност. Во Софија промовирани 130 тома македонска книжевност на англиски јазик. Представници на многобројни институции и видни личности од културниот живот во Софија дошле на промоцијата на 130 тома македонска книжевност на англиски јазик, што се одржа завчера во Културно-информативниот центар на Македонија во Софија. Библиотеката на центарот располагала со богат библиотечен фонд од над 3000 наслови. Само во последниве неколку месеци библиотеката била збогатена со нови 500 наслови. Интересни се овие манифестации, особено кога се случуваат на туѓо тло, а нели сепак представуваме нешто свое од нашата татковина. Следна информација е дека транспортерите бараат електронско плаќање на патарините. Бизнис конференцијата и Синдикатот за транспорт и врски со барање за модернизација на електронската наплата на патарините. Нивни представници истакнаа дека Македонија треба да инвестира во патарините, електронската контрола и европските винети, кои се важни за сите учесници во сообраќајот. Се надевам на модернизација, како и сите земји, значи може да го гледаме примерот и секако да го следиме. Потоа се годиме со еден прилог насловен како занимливост и впрочем секој издание на Сончевина го гледаме. Дали сте знаеле, ќе слушнете многу интересни работи од човековото живење. Уживајте. Дали сте знаеле што е ураган? Ураган е жестока тропска бура со ветер кој дува спирално кон внатре, каде се наоѓа средиштето со низок притисок, така наречено око на ураганот. Некои урагани остануваат на океанот и траат неколку дена, некои траат 3 до 5 недели и ги пустошат островите и бреговите со див ветер, буроносен дожд и джиновски бранови. Бура во создавање може да помине 2000 км преку океанот пред да се претвори во ураган. Многу урагани се движат кон запад со брзина од 1928 км на час. Големината на ураганот, пречник од 300 до 3000 км. Ветерот се врти околу окото со брзина од 360 км на час. Окото може да има пречник од 50 км со благ ветер и малку облаци и дожд. Брзински рекорд на ветерот изнесува 512 км на час, измерени во Оклахома сад 1999 година. Дали сте знаеле за кафето и кофеинот? Според една турска поговорка, кафето треба да е црно како пекол, јако како смрт и сладко како љубов. Еве неколку интересни факти кои можеби не ги знаевте за кафето и кофеинот. После печењето на зрната за време на нивното ладење, тие испуштаат околу 700 хемикалии кои ја прават нивната специфична арома. 1/3 од светското производство на кафе е во Бразил. Околу 400 билиони чаши кафе се пијат во светот низ целата година. Италија има над 200.000 кафетерии и бројката уште расте. Според американската статистика, 4 од 5 луѓе го конзумираат кафето секојдневно, што значи повеќе од 400 милиони чаши дневно само во Америка. Кафето е семе од цреша од дрвото Genus coffea, дрво кое раѓа околу 1 килограм кафе годишно. Постојат 25 видови на кафе, од кои најраспространети се 3 типа, и тоа робуста, либерија и арабика. Овие 3 типа завземаат 70% од вкупното производство на кафе. Потребни се 42 зрна кафе за да се направи еспресо. Возможно е да се предозирате со кофеин. Кофеинот во природата се наоѓа во 60 различни растенија. Најраспространетиот извор се зрната кафе, листовите чај, гуараната и ним сличните. Кофеинот го зголемува нивото на допамин во организмот, што ве прави да се чувствувате посрекни, а истовремено ги блокира и рецепторите на адонезин, што нема да ви дозволи да се чувствувате поспано. Верувале или не, но токму кофеинот има благотворно дејство за сите што се занимаваат со спорт. Ако вежбате, а крајната цел не ви се Олимписките игри, слободно конзумирајте кафе пред тренинзите. Кофеинот може да создаде психичка зависност. Првите кризни моменти во обитот да се откажете од кофеин се јавуваат по 12 до 24 часа, а може да траат од 2 до 9 дена. На здравие кафе! Дали сте знаеле како Антарктик го добил своето име?
Употребата на името на континентот Антарктик се препишува на шкотскиот картограф Џон Џорџ Вартоломеј. Антарктик не е земја и не му припаѓа никому. Иако некои земји си имаа завземено делови од Антарктикот, САД и некои други држави се уште ги немаат признато овие тврдења. 26 земји го потпишаа договорот за Антарктикот, во кој се наведува дека земјите мора да го користат Антарктикот само за мирољубиви цели. Многу земји би сакале да поседуваат делови на Антарктик, бидејќи сметаат дека тој содржи голема нафта и минерални суровини. Во моментов, договорот забранува експлоатација на нафтата и минералите. Антарктик е поголем по површина од Европа, Австралија и САД, но со најмалата популација од било кој друг континент. Всушност, никој не живее таму за секогаш. Дали сте знаеле кој е најдолгиот сообраќаен тунел? Може да предпоставите дека најдолгиот сообраќаен тунел во светот е во Австрија, но најдолгиот во Австрија е за 10 километри пократок од најдолгиот кој се наоѓа во Норвешка и изнесува 24,5 километри. Сепак во Јапонија е изграден најдолгиот тунел за железнички сообраќај кој е долг околу 54 километри, а се вика Сеикан тунел. Отворен е во 1988 година, изграден под вода, а ќе поврзува Хоншу и Хокаидо.
оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп. За оние кои во својата чинија очекуваат да добијат гурманско богатство од вкусови, дополнето со забава и музика. За оние кои уживањето во храната го претвораат во уметност. Ресторан Порта, населба Аеродром. Контакт телефон за резервации 2 400 010 и 078 33 70 33. Мислете позитивно. На нашата енергија директно влијаат мислите кои ги развиваме, зборовите кои ги изговараме и делата кои ги чиниме. Тие мисли, зборови и дела ги создаваат чувствата и токму тие чувства стануваат валута со која ги купуваме нашите животни искуства, објаснува Луиза Хей, која е еден од светските основачи на теоријата за самопомош. Во нејзината книга "И вие можете да имате совршен живот", Хей тврди дека личниот развој е возможен само ако на животот се гледа како на училница во која ги користиме искуствата како катализатори за промена и запознавање на самите себе си. Животот е училница. Хей потенцира колку е важно да се слушаат другите и објаснува дека тоа правило и помогнало да не се изгуби во личната визија и сопствената брканица на успехот. Ние сме мокни и креативни суштества и одредуваме својата иднина со секоја мисла која ја помислуваме и секој збор што го изговараме. Кога развиваме позитивни мисли, добро се чувствуваме. Кога се чувствуваме добро, донесуваме добри одлуки. Кога донесуваме добри одлуки, привлекуваме добри искуства во животот. Навистина е толку едноставно, толку лесно и толку вистинито, тврди оптимистичната Луиза Хей. Стоп за црните мисли. Она што го испуштаме во светот околу нас има големо влијание врз она што го примаме. Ако делиме негативни мисли, нема да може да привлечеме позитивност. Сами го креираме нашиот живот. Кога имаме чувство дека сме заглавиле во слепа уличка, тогаш мораме да го преземеме воланот во нашите раце и да преовладаме со нашето сопствено размислување. Проблемите не се решаваат веднаш. Премногу често имаме чувство дека од некој проблем мораме да исцрпиме се што можеме и сакаме да го пронајдеме решението во истиот момент. Тоа е погрешен став, изјавила Хей. Силна верба дури кога не се знае резултатот. Вербата е едно од правилата кои Луиза ги наведува како многу важни за квалитетен живот. Нема напредок без цврстата верба во сопствената вредност и убавината на животот, кои секогаш се погрижуваат за да го добиеме токму тоа што ни е потребно, ако сме подготвени за тоа. Без верба се гушиме во сопственото незадоволство. Хей тврди дека исклучително важна е волјата за ризикување и стремење кон напредок, иако резултатот не ни е познат. Исто така, одржувањето на надежда и верата се клучни за напредокот. Магнетизмот е одраз на правилната состојба на умот. Луиза развила способност за да го привлекува во својот живот она што е потребно за одржување на правилната состојба на умот. Тоа не е секогаш едноставно, бидејќи често сме изложени на најразлични негативни и обесхрабрувачки влијанија. Неправдата е дел од животот, а умешноста да не ја допуштиме да ни го затруе мозокот со горчина е клучниот елемент за среќа. Ако умот е бистар и смирен, дури тогаш нашата харизма може да дојде до израз. Ова беше на вистина поучен прилог за тоа како во ова динамично живење, полно со стресови, нервози, секојдневни грижи, да ние луѓето успееме некако да си го избалансираме умот и да ни доминираат позитивните мисли. Тоа беа исцрпени материјали од психологот чии книги се на таа тема се разбира, а тоа е Хей. Сега иде една интересна информација, еден новитет во Скопје во Македонија. Во Кино Милениум се подготвува првата 3D проекција. Кино Милениум денес и утре нема да прикажува филмови, зашто ќе подготвува салата за сабота за премиерата на првата дигитална 3D проекција во Македонија. Опремата по најсовремени светски стандарди ќе биде промовирана со проекцијата на документарниот филм Пина на режисерот Вим Вендерс. Филмот е приказна за познатата кореографка
професорка по танц и балетска режисерка Пина Бауш. Тоа ќе биде одличен филм, затоа треба, ако сте во можност, да ја погледнете оваа 3D проекција. Сега на ред е нашиот гостин, но не во студио. Снимивме интересен прилог во ателието насловено како Вибрациони. Александра Митковска ја поканивме, односно ние ја отидовме на нејзина покана и снимивме малку повеќе детали за нејзината работа. Значи, одиме со прилогот на модната креаторка Александра Митковска. Во денешното издание на емисијата Сончевина, гостинот не е во студио, туку дојдовме ние на гости во едно модно, убаво ателие, насловено како Вибрациони, чиј собственик е Александра Митковска. Таа ќе не прими на 10 минути и малку повеќе ќе ни ги објасни своите животни патишта и како таа стигна до оваа успешна кариера. Веќе се сместивме, си пиеме и капенце. Здраво, Александра, како си денес? Добро. Кажи ми каде ги започна твоите едукативни искуства, значи каде се образуваше, каде ги помина оние делови на пракса, теорија во однос на модниот свет? Пред се завршив средно уметничко, Лазар Личеновски, во Скопје, текстил облека смер, или редабо. После тоа, што не сакав тука да завршим нормално модно образование, отидов во Италија, во Милано. Околу моето модно образование, самото тоа што Марангон и Бургон бе лоцирани помеѓу двете главни модни улици во Милано, Монте Наполеон и Вија дела Спига, на која може да го видите врвот на италијанскиот моден дизајн и не само, е голема предност исто така во моето модно образование. Покрај тоа морам да кажам и дека го научив и процесот на создавање на една колекција, кој што и не е така едноставен. Кажи ми нешто повеќе за животот во Милано и твоите ангажмани таму. Во Италија живеев околу 7 години и се уште сум таму. Така да имав можност да присуствувам на многу евенти, модни настани, како што се за време на модните недели, како што се и на Vivienne Westwood, Dolce & Gabbana, Versace, Discord и така натака. Во модното искуство морам да кажам дека додека студирав, работевме на различни модни проекти, како за Braille, Miss 60, Роберто Кавали, така да имавме чак и предавање од самите нив, што беше многу убаво. Енаку, по завршувањето, познанството со Даниеле Кавали ми беше од голема корист, затоа што добив понуда за стејдж во Роберто Кавали, во Стичо Стида, Ференца, и работев таму околу 3 месеци, беше многу искуство. Ајде да ја прашам Александра од професионална гледна точка. Дали модата во денешницата веќе преминува во тренд? Они се поврзани. Модата е врста на реакција, начин на живење, размислување на една епоха или на едно друштво. Постои храна во мода, како што и пијало во мода, дарови во мода, значи избор на име на дете во мода, како Джани Версаче Байрам, например, као облекување во мода и така натака. Трендовите кои обележуваат модата на една сезона се креираат година дена унапред. Сега, дали вие сакате да се униформирате или ќе ги бирате стварите ќе се пратите себе си и ќе си ги бирате стварите според собствените желби? Александра, кажи ми како медиумите влијаат врз модата? Така, модните списања, телевизијата, како и киносалите, така натака, са музичари, уметници, глумци се главните и привилегирани промотери на модата. Кај нас веќе со години е во мода чип and shit. Ама пошто е веќе со години во мода, значи дека е декадентно. Пред 2 години Александра беше инволвирана во еден голем проект, театарска представа Тројал и Кресида, од страна на врвниот режисер Љубиша Ристик.
во соработка со Македонскиот народен театар. Александра, како беше искуството во тој проект и колку е трудот твој мина таму за да се направи костюмографија на таква врвна представа? Мислам дека познанството со Љубиша Ристич, врвниот српски режисер, се случи преку мојот драг пријател Дејан Дјуковски, драматург. Морам да кажам дека Љубиша беше многу позитивно изненаден од која вида мојата работа, до тогашна работа, и оттаму му излезе понудата за како костюмограф во мегапроектот Тројло Кресида, проект на Македонскиот народен театар, МНТ. Проектот беше составен од 4 дела, се работеше за 4 представи во една вечер, со време трајање од 5 часа, во кој имаше опера и балет, драма, рок-н-рол, джез, етномузика и така натака. Столбот на цела представа беше Шекспировата Тројло Кресида и Хомеровата Илијаза. А темите беа љубовта, прељубовта, омразата и континуирано уривање на градовите во една наша Европа. На костимите работев околу 2 месеци, создадов околу 120 костими. При тоа создадов еден супер екипа за изработка на тие костими, но беше доста напорно и тешко, но во исто време и пријатно и во чувство. Кажи ни, Александра, нешто повеќе за модните настани во нашиот главен град Скопје. Бе вака, тоа не е дека ние имаме многу модни настани, но ајде да кажеме дека модниот викенд во Македонија се организира, еве ова ни е 3-та година поред. Јас сум учесник од 2-та година. Моментално ја спремам мојата нова колекција, 4-та, поред, со која ќе се презентирам на модниот викенд во Скопје, кој ќе биде неверојатно, него сигурно во март, па ќе видиме како ќе биде. Со истата колекција планирам да се представам и во Белград на модниот викенд и во Загреб, сега за сега. Имам конкурирано уште на други места, ама ќе видиме како ќе биде. Брендот на Александра Митковска Вибрациони, спакуван во одлично ателје, каде што и сме сега на гости. Кажи ни нешто повеќе еве за оние кои што не знаат каде се наоѓа и што нуди ова ателје, да имаат можност да се запознаат одблиску. Вака, брендот Вибрациони by Александра Митковска, лейбл, етикета, како сакате наречете, постои од пред 2 години. Имав малку напорно беше да се формира екипа и тим кој добро ќе работи и ќе ги изведува добро моите идеи. Затоа што е многу тешко да најдеш добра екипа која работи квалитетно. Вибрациони by Александра Митковска може да се најде во Скопје. Исто така може да се најде и во Белград, во Designers House и супермаркет Concept Store за сега. Во преговори сме со други држави, па ќе видиме како ќе биде тоа. За крај погледната е ревијата на Александра Митковска од последниот настан, последната модна недела во Скопје што се случи во месец октомври минатата година. Темата на незината ревија беше Менхетен. Уживајте. Александра Митковска, колекција Есен-зима 2011-2012. Photographer most noted for his photographs of Marilyn Monroe pulled a cute number on me. After a session, he invited me over to his little apartment, which he keeps
1 block away from the studio for a drink. So I trotted over there thinking a drink wouldn't hurt. And whack, I was out like a light after 2 sips. When I woke up, this photographer was humping me. And it was like being an what do you call those dead people? I can't remember. Necrophilia? I really was feeling. I couldn't move. Whatever it was in that drink, I was like a dead body. Transmitted. So it was like he was screwing a corpse. Twisted. Wow. I never went back there. But the whole fashion scene is really, I set some while I was Girl of the Year and Superstar and all that crap. Everything I did was really underneath I guess motivated by psychological disturbance. But I'd make a mask out of my face because I didn't realize that I was quite beautiful. It's taken me 27 years to realize it. And practically destroy it. But I had to wear heavy black eyelashes, like bat, a little ridiculous, dark lines under my eyes. Cut all my hair off, my long dark hair. Cut it off and silver and blonde. All these like maneuvers I did out of things that were happening in my life that upset me. I'd freak out in a very physical way. It was all taken as a fashion trend. When I was with Andy, knowing I was with a bunch of faggots, I was dancing jazz ballet twice a day, so I just wore my leotards. And I knew I wasn't going to turn anybody on, so I just trotted around in my leotards. And when I went out on the street, I'd put on a coat. But Vogue photographed me in leotards and a t-shirt as a new costume. And then the newspapers took it up because Andy and I ended up appearing at the same places. And I was kind of turned off for the time being, going out with men because I was very upset that 2 of my brothers had committed suicide, 2 that I loved very much. It kind of screwed up my head, so I just freaked out for a while. Then I must say I liked the introduction to drugs I received. I was a good target for the scene. I had blossomed into a healthy young drug addict. Can have a sense of humor about it now, but for a couple of years it wasn't very funny. But fashion as a whole is a farce, completely. The people behind it are perverted. The styles are created by freaked out people, just natural weirdos. I know this because I worked at those things when I was new, and while I had that Александра Митковска, колекција Есен-зима 2011-2012. Може би ќе најдеш некој што нема да ти замери за секој твој грев поплочен со добри намери. Може би ќе најдеш некој што научил да простува и знае како преку
гордоста се премостува, но тоа веќе не сме ти и јас. Тоа веќе не личи на нас. Тоа веќе не сме ти и јас. Тоа веќе не личи на нас. Може би ќе најдеш некој што ќе преќути за се, да не го пушта оној звер од нас да излезе. Може би ќе најдеш некој преку се да помине, па и ова наше лудило да не одмине. Но тоа веќе не сме ти и јас. Тоа веќе не личи на нас. Тоа веќе не сме ти и јас. Тоа веќе не личи на нас. Една ноќ на пијано ќе ти признам дека ти си таа која ќе ја оженам. После тебе се само лага шарена, а твое име пак на сон изговарам. Но не сме таа среќа ти и јас. Тоа веќе не личи на нас. Не сме таа среќа ти и јас. Тоа веќе не личи на нас. Прекумерното користење на интернет води кон депресија. Тинеџерите кои што во права смисла на зборот се заразени со интернет се изложени на поголем ризик да развијат депресија или други психијатриски проблеми за разлика од оние тинеџери кои што се сметаат за нормални интернет корисници. Истражувањата во Австралија и Кина го проучувале патолошкото и неконтролирано користење на интернет и подоцнежните ментални проблеми кај 1041 тинеџер во Кина. Тинеџерите пред почетокот на студијата немале знаци на депресија или анксиозност. 62 тинеџери на почетокот на студијата биле класифицирани со среден степен на патолошко користење на интернет, додека двајца имале неконтролирана потреба да бидат онлайн. По 9 месеци испитаниците повторно биле евалуирани во однос на анксиозност и депресија и било пронајдено дека кај 87 од нив се развила депресија. 8 од нив имале значени симптоми на анксиозност. Истражувачите кажуваат дека тинеџерите кои што патолошки користат интернет имаат за 250% поголем ризик да развијат депресија во однос на оние тинеџери кои што не се навлечени на интернет. Овие резултати кажуваат дека младите луѓе кои што во почетокот немале никакви проблеми со менталното здравје, со патолошкото користење на интернет можат да западнат во депресивна состојба, вели еден од авторите на студијата. Многу е значено навремено да се интервенира кај овие млади луѓе со цел да се спречи појавата на менталните болести поврзани со патолошкото користење на новите технологии. Од прилогот, прекумерното конзумирање на интернет кај тинеџерите представува понатака проблем.
Значи, прави зависност, а потоа и ги воведува во депресија. Тоа е едно многу лошо психичка состојба, затоа родители внимавајте и направете некоја рестрикција во однос на тоа. На самиот крај би сакала да ви кажам што се настани може да проследите во нашиот град и пошироко, нели, од културата, од киното, театарот. Од култура имате четврток вечерва во 20 часот, Галерија 8, изложба на Петра Јовановска. Утре, 3 февруари, најбараната представа Кармина Бурана, 20 часот во Македонската опера и балет. Од кино имате Бесмртници, што сега веќе ќе започне, каде да 11 часот кино Рамстор, потоа Mission Impossible, 16 часот кино Рамстор. Господин Никој, 20 часот кинотека на Македонија, Девојката со тетоважа Змеј, 20 часот градско кино Милениум. Ова не е американски филм, во кино Рамстор игра во 22 часот. Од театар имате Мојот човек, 20 часот во МНТ, Институт 20 часот, Арт кино Фросина, во сабота со една маса и 3 столици, почеток 21 часот ФДУ. Во петок, 3 февруари, имате Минхаузен, 19 часот и 30 минути, Народен театар во Битола. Како да ја убиеш супругата и зошто, 20 часот Драмски театар, Ромео и Џулиета, 20 часот во МНТ. Промоции. Денеска четврток, со веќе почнато, значи во Матор, во 10 часот книга на неделата Сенки. Потоа имате 30% попуст на цело мени од 15 до 19 часот во МКЦ клуб и ресторан. И Taste of Winter, 18 часот, кафе Ди Рома, каде можете да идете слободно, отидете, погледнете некој ваков културен настан и уживајте. Тоа беше се од денешното издание на Сончевина, 60 минути посветени за вас со интересни содржини. Нашата имейл адреса, да ве потсетам, е sonchevina@tv.sonce.com. Испраќајте ги сите ваши предлози. Нашата Facebook страна е Сончевина ТВ Сонце и таму може да се дружиме. Затоа утре во истиот термин ви закажувам повторна средба со интересни гости во студио и интересни прилози. Чао!